Марија, пак ќе кажам, фала, добро што сум дојден кај тебе, што ме покани да го видам местото. Навистина, од надвор, луѓето мислат тие нешто едно мало така место каде нема многу ствари што се прават. Ама гледам оти внатре, е големо, има пуно ствари за нудење, а плюс кујната што ја нудиш е навистина различна од сите места што ги имам до сега видено. Ајде, објасни ми малку повеќе, Марија, за твојата Се согласувам, кујна. Марк, пред се добре дојде кај нас. Фала ти. Нашиот концепт, оно што го работиме, е всушност, самото име го кажува сето тоа, нешто здраво, налик на брзата храна, меѓутоа бавно сготвено и на многу здрав начин. Ете така. Мислам оти ден денес луѓето тоа го барат. Доста им е да јадат прженици, такви ствари, знаеш, нешто што е брзо, ама вкусно, тешко така. Сакат нешто лесно, што може да го јадат и да бидат среќни кога го јадат. Тоа е најважно. Тоа ни е најважното, Да. всушност да го донесеме вкусот до луѓето, меѓутоа на здрав начин. Супер. За таа цел, пред се почнувам еве тука од ова што го работам во моментот. Пицата која што ја правиме е со ферментирано тесто. Ферментирано тесто од 48 часа. Добро, Значи, окей. што се случува кога тестото ферментира 48 часа, глутенот се разложува и е многу поздрав за дигестија. За полесење, за варење се стомакот многу полесно ќе го обработи тоа тесто во однос на она брзото приготвено тесто каде што се користи многу повеќе квасец. Окей. Одлично. Тоа го правиш со мај. Не го правиш со квасец, од со мај, со старо тесто. Користиме многу малку квасец, квасец, меѓутоа користиме протеински јогурт. Значи, ја го зголемуваме бактериумот внатре, природната бактерија во самото тесто, со што се намалува глутенот. Браво, Значи, не е кисело тесто, меѓутоа е налик на киселото тесто. Супер. Ова ќе треба да оди у печка сега? За кратко, да. Уште малку да го достимам и оди. Ставаш уште малку. Ова што е? Кашкавал. Кашкавал. Да, се фати беше моцарела или нешто така, не? Нискомаслен кашкавал. Нискомаслен кашкавал. Да. Добро. Не употребаш растително не е или не? Не. Добро. Вистинско кашкавал. Што ни правиш уште како убавини? Мислам оти имаш убав мени, гледам оти менито е многу различен, оти правиш специјалитети од различни држави. Така. Не правиш македонски, имаш македонски намирници, ама готвени на странски рецепти. Многу ми се допаѓа тоа, оти пак кога дојдеме кај тебе, можеме да се шетаме преку цел свет, голем дел од светот, преку храната. Тоа е најубавото. Ете така. Значи пред се пицата потекнува од Сицилија. Сицилијанска пица, затоа што тестото доаѓа малку подебело или налик на домашното тесто нашите мајки што ни правеа пици дома. Дури самиот вкус е таков, успеавме да го доловиме со пиперката. Има посебни зачини, посебни нешто. Користиме специјални билки, специјални мешавини за да го донесеме тој вкус на Сицилија всушност тука. Сицилијана пица. Извинете, малку ми јазикот ми. Знаете зошто? Оти многу во мириса и ме мами да пробам, за тоа малку јазикот ми. Што имаме нешто друго? Ајде. Останатите работи сите се инспирирани, значи уште маслинки да доставиме. Окей. Сите работи кои што ги правиме тука се инспирирани од нашите патувања. Добре, многу патуваше тогаш. Да, со сопругот работевме во авиокомпанија и успеавме да пробаме толку многу различни производи од цел свет и пробавме да ги склопиме во едно мени кое што е здраво и вкусно. Да, тама ми кажа ти патуваше, работеше во авиокомпанија, ти беше што остесат како стюардеса. Браво. А мажот беше исто стюард, да. Исто. Потоа работеше во контрола на квалитет. Се запознавте тоа. Добро, окей. Ова само малку оди да одмори и ќе го ставиме после тоа во релна. Добро. Да расте уште малку. Да, уште малку. Да љубов да влезе уште поеќе во јадењето, во тестото. Мора се да одмори. Без одмор. Така е. Све да се прави полека и со љубов. Така е. Кој е наредната љубов што ќе готвиме? Љубов мораме лепчињата да ги направиме пред се. Каде се? Гледам све овде е чисто. Вау,
Тоа многу ми се допаѓа. Навистина, секогаш кажувам, игиената е нешто најважно Мораме да работиме така. Ако нема игиена, мислам ти нема ништо. Знаеш, пак ќе кажам, све што готвиме, го имаме животот од луѓето во раците. Имаме отворена кујна, Марк, и мораме, зашто се решивме за отворена кујна? Луѓето да можат да видат што прават, што правиме всушност и што они јадат. Мислам, оти тоа е нешто што луѓето многу сакаат. Да. Оти ретко места такви, што е отворено, што луѓето можат да видат што ќе имат после во тањер или да го носат. Оти овде не се јади на лице место, све на носење. Па има место така за чепкање да кажеме, ама повеќе јадењето е за носење. Повеќе е за носење, Добро. така е. Повели? Ова е идејата за отворена кујна е од уличните продавачи, посебно во Азија, доколку сте виделе. Знам. Така. Имате патувано, Марк, така да знаете што и како е. Таму гледате во моментот како ви се припрема храната и ви се сервира за вие да ја конзумирате. И уште тоа ти дава повеќе ови, кажам, повеќе да сакаш уште повеќе. Да, така, ти го отвора апетитот. Навистина. Дефинитивно. Да се стегнам малку на страна. Не, нема никаков проблем. Само уште малку ќе морам ова да го почекам. Добро. Тестото не уште спремен. Љубовта не растеше уште малку срце фали внатре. Ти све кажав, све се прави со љубов овде. Така е. Што правиме сега тогаш? Чекам само малку да се доспреми. Добро, а пак ќе се вратиме за кратко време тогаш. Го ставивме пилешкото во ефрајер. Пицата ја ставаме во печката. Се е посебно овде. Многу сака да готви со ефрајер, ќе ми објасни зошто. Оти на вистина ефрајер, многу е тренд сега, сите сакаат ефрајер. Ама има зошто да. Има зошто, секако. Како? Зошто? Поради тоа што со ефрајерот ги намалуваме мастите. Значи не правиме пражење во длабока маст. Минимално се користи зетен. Гледам ти се малички така. Јас да ти кажам право, немам навика. Како готвач професионалец да употребаш ефрајер е малку чудно. Ама гледам ти повеќе и повеќе. И чудно е во едно место како овде што е професионално употребаш ефрајер. Така, ерфраерите се малку поголеми од стандардните кои што се употребуваат и вака изгледа пилешкото од кога ќе биде сготвено, значи во ерфраерот. Пред тоа е малку бланширано или нешто така или никако? Многу малку се приготвува, да, се маринира, значи маринадите ги правиме тука. Ову како во мириса. Ова е лемон хрб моментално, значи лимони и билки. Маринадата ја припремаме тука, зачините и билките ги припремаме тука, значи целиот процес започнува. Да, се е направено тука. Добро, ајде. Користиме свежо пилешко, значи пилешки гради, купени тука во Македонија, значи македонски производи. Све од Македонија, све македонско производ, ма готвен на малку светски начин. На надворешен начин. Ете така, добро. Имаме орис овде, ми го имаме орис, ова ни е орис со шафран. Добро, каков орис употребуваш, кочански орис? Не, јасмин орис. Јасмин орис. Јасмин орис. Базмати? Басмати во моментов не користиме бидејќи е малку потешко да се најде на пазарот, меѓутоа во иднина доколку успееме да набавиме, секако би било подобро со басмати орис. Меѓутоа јасмин оризот Ау, како убаво мириса. Ама многу зачини, посебни така употребуваш, имаш тајна, не знам, навистина многу убаво мириса. Какви се како да кажам, зачините што го употребаш за оризот? Како велат, секој шеф има некоја мала тајна, не? Знам, ама мора да се каже малку, да луѓето да знаат што ќе јадат овде. Ако е тајна, а тоа тајна. Билките ги купуваме од тука, зачините ги купуваме од тука, значи све е од Македонија, ништо не е од надвор. Мешавините ние ги правиме тука во ресторан. Ти ги правиш? Да. Браво. Значи за секој производ има различна мешавина. Например за оризот правиме со шафран мешавина. За пилешкото, секое пилешко има посебен вкус, за секое пилешко имаме посебна мешавина од зачини. Например, како што напоменав, лемони билки, имаме. Сега, да, лемони билки. Така. Ова е специјалитет што го правиш овде. Од каде потекнува? Лимони билки потекнува од Англија. Англија, добро. Ама рецептот е какво? По индиско, кинеско, како можеме да го кажеме? Рецептот кој што го правиме, нема некое си поднебие, повеќе е здрав начин на кој што е приготвен. Ама каде ја научи, да кажеме, базата на тој
каде? Знамо ти беше во Кувејт, ми кажуваш. Во Кувејт, да. Добро. Меѓутоа, целиот свет всушност пробувавме работи, Добро. пробувавме храна од целиот свет и пробувавме да ја рекреираме дома. Супругот мој повеќе сака и ужива здрава храна и така почна целиот концепт да се проширува и проширува се повеќе Океј. и повеќе. И Тоа решивме, ти го пренесе од сем тој начин на здрава храна и све и мораше ти да се прилагодиш на неговиот начин. Секако. Па така е. Секако, мораме. И пак тоа се вика што? Љубов. љубов. Све се врти околу Штом тоа. има Да. љубов кон храната, начинот на кој што е приготвена, ќе биде вкусно. Јас секогаш го кажувам тоа. И на вистина така е. Мислам ти сите го знаат и сите го разбираат тоа. И дома кога готвите, ако не готвите со љубов, џабе, храната е нема вкус. Ете тоа е. Значи се мора да се приготви со љубов, затоа што ние пренесуваме енергијата кога готвиме. Да. Доколку работиме со љубов, секако дека ќе има и резултат, таков. Ја тоа го имам научено на вистина во Азија, во Индија, во се тоа. Кога одиш во такви држави, луѓето тоа се осеќа таа енергија, тој начин, сите како да кажам, сетила и се тоа, имаат нешто посебно кај нив. Да. Да, многу го обожавам тоа, многу сакам да патувам во тој Традициите. Да, традициите и се тоа, а многу се навистина се осеќа во тој начин во готвењето во се. И што е ова сега? Ова Тоа е не е како? домашен сос Добро, како мајон... од селантро, Од? коријандар. Коријандар со? Да, коријандар со грчки јогурт внатре. О, 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 о. Коријандар нане, грчки јогурт. Ќе си дозволам. Може секако повели. А многу убаво е. Ау. А тоа го ставаш на Освежително, салатата. да, Добро. за салатата. Браво. И ова е еден оброк, освен што го продаваш сега кај тебе, вака, луѓето си го Комплетен земуваат, оброк, да. пакуван. Уште сос. Уште Добро. сос. Има сосови секаде. Е тоа многу го сакам. На вистина, секогаш кажам, добар и добро јадење без сос не оди. Мора да има нешто еден сос што го додава така тој Ова ни е домашен сос, тука го правиме во ресторанот. Лимон и билки. Сос. лимон и билки. Да. Добро, ма нема само Специјално лимон и наменет. билки. Има друго да биде така толку. Секако. Па да, ова само лимон и билки. Сосовите ни се вегански, освен Многу ништо не кажува. сосовите ни се вегански, освен сосот кој што се Да, одржи од грчки вегански јогурт јогурт, внатре. добро. Достанатите сосови се сите вегански. Па, знаете што? За да ги пробате, нема друго решение освен да дојдете овде. Па тоа е. Така е. На вистина. А и малку лимон, Да, многу малку за да биде Добро. поосвежително. што да го дигне вкусот. Браво. Епа имаме една ова Мешавина од зачини. Добро. Лимон и Лимон билки. хер. Лимон. Ма лимон има секаде. Еј, а лимон, сув лимон овде. Добро. Океј. А ова, ќе го пробам јас после? Секако. О. Повели Марки. Не мора да мирисам ја. Но и ова, една рецепта, завршив, нема, ќе има и други. Пица се печи, гледав лепчиња уште, што ќе ни направиш после после? Ќе направиме нашите со наш подпис што се всушност лепчиња, Сињето плейт. нандвичи. Да, добро. Така. Ајде, продолжуваме. Полека, ама продолжуваме. Пицата е спремна. Почнав недавно. Мирисаме оти ако уште малку останува ќе ау. Ова е преубаво. Сицилијана пица. Уште пак ќе кажам, а тоа е така. Да? Што правиме сега? Сега правиме лепчињата. За тоа направивме место во печка. направивме Добро. место, сега Океј. продолжуваме со лепчињата. Лепчињата се посебни лепчиња, мислам. Лепчињата се посебни, правиме наан лепче, кое што е Лепче, тоа е индиското. инспирирано од Индија. Така. Индиски лепчиња. Меѓутоа, Добро. мала измена имаме направено во лепчињата, Добро. исто со ферментирано тесто, Океј. исто протеинско тесто Океј. и малку е изменето со вкусот наликува повеќе на балкански леп. Океј, ајде па ќе пробаме нан на балкански начин. Така е. Добро, ајде. Затоа и велиме нашата кујна е инспирирана од целиот Не, тоа е, свет, да. меѓутоа на македонски начин направено. Јас ја како да кажам, ја практикувам таа кујна, оти тоа јас ја викам fusion kitchen. Fusion kitchen, Тоа е така? fusion kitchen, точно така. За мене е најубавата fusion kitchen. Зошто? Оти ги земувате најубавите намирици, Работи, најубавите така. рецепти од целиот свет. И од тоа све, ако имате инспирација, може да направите нешто преубаво. И тоа се вика fusion kitchen. Го имаме овде. Како го прешо? Браво. Затоа што тестото е ферментирано долго време,
и дозволува. Личи на тесто како на пица, да кажеме. Наликува, меѓутоа е малку поразлично. Добро. Нан, еден леп, така раме, како да кажеме... Малку потенок од ова што го правиме сега. Океј. Нан лепчињата се малце потенки од ова што го правиме. Го ставаш на лопата, така се каже, немам друг збор, лопата, така лопата. Лопата. Сите овие работи се прават во тандори, печка, на традиционален начин. Значи го ставаме нан лепчето на лопатата. Лопата, да, лопата. И се пече во печка на пица. Јака температура, колку температура е? Не многу, блага температура, 250 степени е повеќе од овомо. Знам ти нормално пица е за 300-350 степени. Да, многу повисока температура, меѓутоа за овие лепчиња не е потребно. Добро. Океј. Това е леп многу баран овде, многу луѓето го сакаат? Да, го сакаат. Затоа што е меко, нешто ново и малку поразлично. Оди како гарнир или го полниш или правиш сендвичи со това? Сега кога ќе го завршиме лепчето, ќе ви покажам како ги правиме нашите нановици. Ги полниме внатре лепчињата со пилешко, имаме вегетаријански опции. Гледам, оти не работиш со свинско месо. Не работиме со свинско месо. Добро, океј. Затоа и се викаме healthy junk food. Не. Знаеш, во делот на свинското месо има месо што е, кога кажемаш свинско филе, е healthy. Свинско филе не е мрсно. Тоа е пак ќе кажам, тоа е начин на готвење. Навистина кога во државите каде беше ти, Азија или Ковајт и светоа, се повеќе муслимански држави што ги употребуваат. Ете така. Такви производи. Точно. Можеме да кажеме оти отворено овде и за сите. Луѓето што се и муслимани можат слободно да дојдат и да јадат своите јадења. Секако. Отворено е за сите. Многу ми се допаѓа тоа. Знаеш, да биде нешто, оти секоја вера си ги има своите, како да кажам, навики во готвењето и во јадењето. Овде можеме да кажеме, оти може сите да јадат јадењата што се од кај тебе. Вратата е отворена на сите. Вратата е отворена на сите. Така. Дури и за вегетаријанци, па и за вегани. Некои од нашите производи се комплетно вегански, например графчето со ориз ни е веганско. Графче со ориз? Да. Графче со ориз. Тоа е графче на азиски начин. Комплетно инспирирано ни е од Индија, од северниот дел на Индија. Така. Таму се сервира црвен граф на традиционален домашен начин спремено. Добро. Со традиционални билки, традиционални зачини и се јаде со варен ориз. Со варен ориз? Да. Начинот на кој што го спремаме оризот овде е малку поинаков, значи го вариме, водата ја истураме, со што се намалува гликемискиот индекс на самиот јаглехидрат кој што се содржи во оризот. Тогаш разбирам, што разбирам јас, ако јадиме твојата храна, ќе бидеме во добро здравје. Така е. Па да, зашто е healthy, па за тоа. Отие здраво и ќе бидеме уште по-здрави. Браво, многу, неколку ствари научив денес и навистина многу ми се допаѓа. Се надевам оти гледачите ќе научат нешто и ќе имат можност да дојдат да го пробаат. Да пробаат. Сега лепчињата се печат. Така. Јадењата се спремни, што има уште нешто оставаме сега да спремиме. Ќе одиме на маса после? Ќе одиме на маса. Знаете што? Најубавиот дел ќе одиме малку да јадеме. Можеме да кажеме, оти сега дојдовте на најубав момент. Така е. Ова дојде сега супругот. Така, тоа ми е супругот. Како се вика супругот? Никел. Збори малку македонски, збори помалку. Малку, добро. Па се знае од каде е жената и мажот е треба да. Јас се научив порано, ама ајде, се научив и со мојата умилена половина. Така. Да. Каква маса ни направи? Ова го направивме заедно. Така, ова го направивме заедно. Пицата. Направивме меѓу време хумус уште. Хумус, така. Ова што имаме овде? Тоа се нанвичите. Тоа се сендвичите што ги направи. Што ги правиме со лепчињата. Вау. Лепчето видовте како се подготвува, вака изгледа отвореното лепче, значи. Добро.
го поставивме само да видите Аха. како изгледа. Ова ни е вегетаријанскиот нанвич, правиме вегетаријански тука. Што има внатре? Кебапот кој што го ставаме внатре е комплетно тука направен, исто со наши зачини. Што има во кебапот? Оти кебап вегетаријанец? Така. Да, перфектно слушам. Кебапски? Кебапот е направен од компир и мешан зеленчук внатре со зачини. Океј, и после пак во airfryer. Пак во airfryer. Па да. Ова убава салата, Салатата, гледам. Сосот за Сосови. салатата исто ние го правиме. Сосовите ви објаснив, значи Аха. се вегански, тука ги правиме исто. Супер. Лимон и билки и ова е healthy сос Healthy или сос. здрав сос. Но менста можам да кажам оти све што имаме на маса е хелти. Така. Едно нешто малку што ми беше чудно и не го кажавме, гледам системот на вентилација. Вентилацијата. Ретки се местата или како да кажам објектите што се така екипирани. Овде имате нешто навистина посебно, го гледаме потполно ново, нови сте исто Така. тука, ама ги почитувате АСАП стандардите. Што е ова Апсолутно. посебно? Значи мораме да ги следиме не само ХАСАП стандардите, туку и стандардите за заштита на животна средина. Да. Поради тоа мора Да да не забораваме се да сме во населено место, населено каде место, што да. не би требало нели да го загадуваме и воздухот надвор, ниту пак да им сметаме на жителите кои што Точно. живеат. Системот кој што го имаме за вентилација се состои од електростатски филтер Охо, браво. со UV лампа внатре. Океј. Кој што всушност го Целата загаденост од почистува што има, целиот, да. целиот воздух од она што готвиме. Иако немаме пражење внатре, сепак постои некој минимален мирис поради тоа што работиме со многу белки и многу зачини. Така и сето тоа кога би излегувало надвор нема да има Ништо, никакво мирис, ништо. Никакво. Навистина сме надвор и имаме само мирис од самата убавиот храна. мирис It's од not масата. good, yeah. Да, па мислам ти мора да пробам со што да почнувам овде? Ајде да земам. Повели Марк. Да, јас многу ова све ми се допаѓа, ама ќе почнам со ова, мора да. Ова е преубаво. Отварам Рада? салатата, Марк. Да ти кажам право, нема да имаме време да завршиме се. Гледам оти времето малку се менјава. За жал, немаме среќа. Ама, што се кажува? Кој се прави свадба и кога врни, е среќна врне, свадба. берикет, да. Па мислам оти за вас овде, отварањето што го направивте објектот, ни врни денес, зашто оти ќе имате среќа. Берикет и Јас- среќа. да. Благодарам, Марк. Ќе продолжам со една парче пица. Мислам оти сакаше да кажи нешто, Повели. а? Што Повели. сакаш да кажеш? А? Would you like to say anything? I'd like to say that it's in Сите сме, Сите сте, сме. сите сте, Сте. сите сте добро дојдени. добро дојдени. Ете така, сите сте добро дојдени во Healthy Junk Food, а сега ние продолжуваме да јадиме и се гледаме каде? Во мојата мојата кујна. кујна. Ајде, се гледаме во мојата кујна. На здравје. Здраво, добар ден гледачи. Епа да, друга облека денеса. Чудно ви е. Зошто? Каде бевне? Бевне во Healthy Junk Food. Healthy Junk Food, знаете што, имат малку потекло. Мажот има потекло така од Индија. Јас бев во Индија и навистина уживав таму. И донесов една облека. Ова е сега приликата за мене да се облечам еднаш на индиски начин. Ете така. Добар ден. Ајде, да ги представиме нашите партнери од денес. Партнерите се Унибанка, Нептун, Карес, Беко, Алпско, Златополје, Президент, Сарајева, Ројал Фиш, Кристал и Прима. Без нив, се знае, не можевме да правиме толку убава емисија. Се надевам ти ви се допаѓа, вие не гледате секоја недела и многу сум среќен оти секогаш сме заедно. Денеска, како ви кажав, имаме Healthy Junk Food. Healthy Junk Food се маж и жена, Марија и Најкл. Да ги викниме, да дојдат. Ајде, дојдете. Здраво, добар ден, Како мусе. си? Добар сум, мусе Најкл. И како ми збори македонски човекот. Браво. Полека. Добро. Ајде, Марија. Здраво, Марија. Добар Како ден. сте? Супер, одлично. Ви благодарам Ти ќе ми многу. збориш малку повеќе, ми само ти Најкл ќе не, какви се убави овие двајца, а? А јас во меѓу облечен како индиец. Топ. Ајде ќе почнеме така. Јас ќе се соблечам. Тоа беше само така, да кажеме една мала шала, да му правиме еден почит на Најгел со потеклото што му е од Индија. Они не готват индиска кујна, готват fusion kitchen. Така се вика
fusion kitchen, така го кажувате? Така. Исто така малку на мојот начин. Ајде, ќе се соблечам некомплетно, само ќе извадам облеката и ќе продолжам со мојата облека. Океј? Да. Многу ми е мило што се тука со мене денес. Тарам! Епата, сега сум вистинскиот Марк. Марија, Најкел, ќе ми бидат, не да кажеме асистенти денес, они ќе ми бидат тука за да разговарат малку за нив. Имаше еден дел што разговаравме кај нив во објектот, начинот на готвење, све тоа. Сега ќе ми зборат малку повеќе за нив. Ја во меѓувреме ќе се трудам да направам нешто на нивниот начин. Што готвеа кај нив? Малку пилешко така. Што беше пилешко? Вегетаријанско, Вегетаријанско пилешко, не толку вегетаријанско, повеќе пилешко, пица, нашата кујна која што работиме е комплетна мешавина од земјите низ кои што патувавме. Тоа сакам да кажам. Пилешкото што го пробав кај вас, како беше уште направен? Беше мариниран? Како беше? Со специјални билки кои што ние ги правиме. Ете така. Јас ќе го маринирам на мојот начин. Јас ќе го поминам малку во јајца, ќе му ставам малку сусам и ќе го печам во рерна. Они работат со air fryer. Јас имам печка, беко, што го готви на стил на air fryer. Знаете овие печки што ги имаме сега на располагање, имам мојата печка, ќе го правам стил на air fryer. Ајде, ќе ги оставам двајцата да зборат за нивните поранешни искуство и све тоа, а јас ќе почнам да готвам. Извини, ќе ти кажам ти да ми дојдиш тука, оти ќе ми го земиш целото место. Ајде. Не збори толку македонски, ама се разбираме. Во Индија многу зборат со раците. Ете така. И со цел почит. Ајде, Марија, благодарам те молам. Ете така. За добре дојдето. Нашата кујна која што ја работиме, всушност сакаме да ги доловиме вкусовите од целиот свет. Ете така, да. Измешани со зачините и со билките кои што ги има најчесто во Индија. Сето оно што го правиме во нашата кујна е инспирирано од различни земји. Земји каде вие патувавте и све тоа, да. Можете да најдете вкусови кои што ги има во Велика Британија, вкусови кои што ги има во Италија, вкусови кои што ги има во арапскиот свет. Браво. И сето тоа успеавме некако да го споиме со македонски производи и да го доловиме на нашите клиенти. Што можам да кажам, кога луѓето доаѓаат кај вас, патуваат низ цел свет. Имате една авион карта и одат држави по држави со различни вкусови. Најчесто и се смееме. Многу ми се допаѓа тоа, навистина. Најчесто и се смееме така, каде сакате да патувате денес? Ете така, па да, најубаво е навистина. Од пица, од индиски пилешко, од арапски хумус. Да. Све тоа го мешате на вистински начин, со вистински вкусови и со убави вкусови. Продолжи, Марија. Пред се секоја храна која готвите со љубов, која готвите од срце, секогаш ќе биде вкусна. Ја тоа секогаш го кажувам, мислам оти тоа е универзална филозофија. Така можеме да го кажеме. Навистина во Индија имате една филозофија така што сите луѓе се убави, се добри, се нема мислење на зло, нема мислење. Имав прилика, пак ќе кажам, да одам таму во Индија, бевме со сопругата, патувавме таму. Не можам не можам да ги најдам зборовите како ни беше толку убаво таму. Имаше почит, имаше мир. Та мир. Кога одиш во градовите, кога имаш толку народ и све тоа, нема толку мир. Ама луѓето све како да е средено. Има галама, има све, ама све како да е средено. Нема проблем. Поминуваат со едно, второ, трет, ама си и сите насмеани. Лесно се решава се и сите насмеани. Да, вау, има нешто таму што е, нешто дали има некој позади што ги чепи за да бидат така секогаш насмеани и све, не знам, ама навистина, да. Разбираш што кажувам? Малку. Објасни му што кажувам, да не се, да. In India, people are living happily, always smiling, even though it is a very crowded place, but still somehow everything functions in a very normal and very nice way. The spirit is very good people for living. They have their ways for
take out their own ways. Вика духот во Индија е тако. Па да. Значи така живеат и многу лесно можат да се снаоѓаат и да ги решаваат проблемите. Ја мислам оти таму проблеми нема. Оти проблеми нема. Има Они секаде, да. Има секаде проблеми, не дека нема. Меѓутоа, доколку имате позитивен став на работите, сето тоа поминува. Да. Нема куќа или нема земја која што нема проблеми. Проблеми, добро, ама Так. знам, можам да кажам таму, оти со едноставни ствари се снаоѓаат, од ништо прат нешто. Така е. Тоа е. И пак ќе кажам, љубезноста што го има од луѓето, вау, бев водушевен, навистина оти до сега, имавме прилика да патуваме во многу земји, во многу места, тој дел Азија, Индија и све тоа има таа посебна филозофија и посебен почит што го нема никаде. Ете Доста така. е близко и во Македонија, таа култура. Да. Почита кон повозрасните, се уште ја имаме и кај нас. Меѓутоа, да, во азиските земји се согласуваме малку повеќе изразена и се уште постои. Да. Точно така. Се Ајде. негува на некој начин. Да продолжиме со храна, оти навистина, пак ќе кажам, азиската храна, индиската храна. Јас имав прилика да пробам и стрит фуд. Така. Многу добро. Луѓето го гледаат тоа преку социјалните мрежи, мислат оти све е чудо и све така во Индија. Навистина чудо изгледа, ама како е вкусно. Навистина како е вкусно. Индиската храна многу е вкусна. Тоа е зачини што ги употребуваш. Кога ги пробав, се вратив таму, одеднаш како еден флаш, така ми дојде, да, и така беше, навистина беше, вау, преубаво. Продолжи Марија, извини, Не да. увезуваме ништо од Индија во моментов. Сето она што ги правиме, сите тие мешавини ги правам јас лично и сите тие зачини ги купуваме тука од Скопје. Од све, вие правите индиска, азиска храна со македонски производи. Браво, уште поубаво и пак кажам, можеме да бидеме горди оти во Македонија, имаме све тоа на располагање, ама не знаеме како да ги употребуваме. И убаво што ти си тука, да покажете што може со македонски производи да се шетаме преку цел свет. Така. Ете така, браво. Уште едно аплауз за нив, ја можам да кажам тоа. Сега, јас ќе ги додавам моите зачини од моите патувања. Ове, за жал, не се македонски производи. Јас бев не во Мароко. Така. Од Мароко имам донесено кумин, имам разел ханут. Козе? Разел ханут? Расал ханут. Извини, мојот акцент е... Како го кажуваш? Расал ханут. Разел ханут. Ете така, нешто така на тој слично. Разел ханут, знаете што е? Што е Разел ханут? Расал ханут, мислам дека е место во Мароко, ако не се лажам, и од таму доаѓа. Не. Не. Може да биде така, оти навистина местата има такви имиња. Хазел ханут е по арапски мешавината од зачиња, тој човек што ги прави зачините. Најубавите зачини што ги има на маса. Ете тоа е. Овој зачин е тајна таму. Оти се кажува, бабите кажуваат, оти ако ставаш хазел ханут во јадењето, не можеш да го утнеш. Ова е тајната за сите убави јадења. Ете така. Има толку мешавина од зачини ова, што јадењето не можеш да го утнеш. Вкусно ќе биде 100% сигурно. Па да не го утнам, ќе му стам малку секаде од хазел ханут. Ете така. Да, деш, се учи секој ден, па јас го учив таа приказна, може е приказна само, ама мислам оти е вистина, оти ова е посебно. Деш, ова е мешавина од убави зачини. Не се јаки, ама кога се печат, многу убави изгледа. Сите зачини кога ќе допрат топлина, тогаш ослободуваат арома. Точно така. Ти ми збореше за твојата кујна, што кажам оти дел од незе е индиска, ама не е лута. Сакаше да инсистираш со тоа, оти не е лута. Ова. Кумин? Може? Малку тоа? Може? Окей. Објасни на гледачите точно што е во твојата кујна. Концептот, значи, во нашата кујна пред се е здрав. Здрав на начин, значи не користиме масло, односно користиме минимално. Овде нема масло, гледаш, ништо не ставив како масло. Значи, штом готвите на воздух, немате потреба од употреба на масло.
Работата, значи сите овие работи кои што ги правиме во нашата кујна, се на некој начин здрави, не само тоа што немаат масло, меѓутоа се направени на таков начин како што ги правиме дома. Аха, окей. Значи не е брз принцип, не е фаст фуд, не е нешто подготвено претходно, него е спремено тогаш во моментот. Моментот, да ете така, да. Од друга страна, концептот за индиската кујна, понекогаш луѓето го разбираат доколку е индиска, тогаш мора да биде лута. Меѓутоа во нашата И во Индија не е луто све, има еден дел што е луто, зависи што сакаш да јадиш. Кажано е, пишано е. Ако е луто, се кажува, се пишува. Да, исто кај вас, мислам. Оти ако е луто, го објаснуваш, кажеш тоа е луто, тоа не е луто, мора да се каже, оти кој е луто, неколку пати е многу луто. На вистина. Ама ова умерено да кажеме или никако. Да. Така. Извините, ќе објаснам. Видовте, имав кутија леќа. Леќа ќе изблендирам, ќе направам како еден крем. Ќе биде подлога за пилешкото. Знамо ти сакаш да употребаш, немам време да варам свежа леќа, свежа. Нема никогаш свежа леќа. Леќата е сува, ама ми треба пола сат да варам и све. Овде имам убава конзерва, подравка. Многу ми помага за тоа. Имаме наут, како кажав, имам леќа, ќе го блендирам, ќе направам еден крем. Маличка салата од наут и ќе завршам работата за кратко време. Ете така. Продолжи, Марија. Миксовите кои што ги имаме направено се избалансирана храна. Значи пред се храната која што ја готвиме содржи доста растителни влакна внатре. Пред се леќава во леќата е конкретниот многу добра, случај, да. Е многу добра за стомакот. Исто и нането е прекрасно за дигестија. Дигестија за варење. Во Македонија го употребуваме нането после гравот, па или во гравот, за да малку да не немаме проблеми од ауспухот после, така да не работи премногу, па мислам оти тоа е нешто генерално, а? Ние нането исто го користиме во мешункастите производи, посебно во леќата, бидејќи сите мешункасти производи создаваат гасови во стомакот. Па да. Затоа и нането е прекрасно, исто и куминот. И куминот е за да може да подобри и да го подобри варењето. Полесно за варењето. Убаво го кажа гасовите. Јас не сакам да го кажам тоа, ама иде го кажавте. Малку со. Меѓутоа гасовите создаваат надуеност пред се. Да, навистина. Тежина. А мора да да не продолжам. Сакаш малку лукче? Да ставам лукче. Може? Да. Ќе дај убав шмек. Па ќе кажам, кујната без лук за мене не е кујна. Така. Ете така, вуала. Хоп, сега. Вуала. Многу му е чудно, оти навистина што кажам вуала. Тоа е француски збор за кажеме е така. Ама по арапски вуала е се колнам во Бога. Вуала. Па не, сега е вуала. Ќе го направиме сега, ова ќе го изблендираме, извините, ќе мора да правам малку звук. Многу лесно начин на готвење. Многу го сакам овој начин, оти е пак многу вкусно, многу брз и сите можеме да го направиме. Не е нешто комплицирана кујна, само да ги имате добрите состојки, добрите совети, за да можете да го направите. Направивме еден хумус од леќа. Не се вика више хумус, оти хумус базата е наут, ја правам обратно, правам крем од леќа со салата од наут. Прекрасна комбинација. Па малку различно. Така. Мислам оти пилешкото се печи, да видиме на што личи. Мирисот што доаѓа од печката. Многу добро. Каде сме? Уште малку. Топ. Одлично. Ете така, ова е завршено. Something like hummus from the lentil. Lentil, yes, lentil mix with little bit mint, yes, and onion, Okay. young onion, spring onion, Spring onion. spring onion, yes. Is a recipe from India? No, No, it's no. not from It is arabski recipe.
ова не е македонски, ова е македонски рецепт од мене. Не. Now it becomes Macedonian. Сега стара веќе македонски рецепт. Да. Because Не he's бе. making it. Затоа што вие го правите. Убаво да се покаже това на нашите гледачи. Оти нашите гледачи се од млади деца, да кажеме од 7 до 77 години, Така е. што не гледат. А сите што не гледат, мислам и сигурен сум, оти се љубители од убава храна, од убави јадења и све. И со што имаме пак на пазарот во Македонија, можеме да правиме чудесни работи. чудесни јадења од цел свет. Можете да си го правите дома. Само да ги имате идеите, луѓето како нас да ви ги покажат и да малку, како да кажам, шетате со јадењето. Не мора да земете авион карта, одете во Hilti Junk Food, седнете таму, го гледате малку мени и си шетате преку цел свет. Плюс, не кажа това, да ми го кажа претходно, они работеле во авион компања. Така. Кажете и го тоа сега. Работевме во Kuwait Airways. Kuwait Airways. Вау. Двајцата работевме таму како стюардеса. Добро. Меѓутоа сопругот потоа продолжи во контрола на квалитет на летањето. Браво. Всушност каква храна се служи, концептот, дали е се во ред со послугата, дали е се во ред со сите додатоци кои што се во самиот авион. Доста Голема одговорност. голема одговорност. На вистина, од авион, секолку патници, 150-200 луѓе, секогаш да имаш одговорност од јадењата и све Повеќе тоа. од 300. 300, добро, малку. 100 плюс 200. Така. Па да. Големи авиони имаат Kuwait Airways. Добро, ја мислев оти беа мали, ама се, да, добро. Така. Така да самата работа ни дозволи да испатуваме низ целиот свет и да ги пробаме кујните низ светот. Ево таму и ја Одлично. добивме инспирацијата. За Одлично. да почнеме да ја работиме оваа кујна што ја работиме денеска, а и сопругот инсистираше бидејќи вежба Аха. и Па не се инсистираше гледа да ти вежба така. Не се многу, гледа, се да, гледа. добро. инсистираше храната да биде направена на здрав начин. Океј. Да биде полесна за стомакот, да не биде со многу масноти и нели да биде диетална и меѓутоа да те направи да се чувствуваш Заситен. заситен. Најважно. Браво. Многу ми се допаѓа. Пак ќе кажам, таков концепт може има и други места што го прават во Македонија, ама многу бев среќен да го научав да ги да ги откријам. Ете така, тоа е добар збор, да ги откријам и да ви ги представувам. Оти навистина вреди да се види, вреди да се проба и се надевам оти вреди да се враќа. Оти пак тој начин на храна е здраво, тој начин на храна е ново за во Македонија и сигурен сум оти ќе ве привлечи. Јас да видам моето месо таму, оти многу брзо ми печи. Јас ја ставив печката на 200 степени, малите парчиња се направени. Да. Добри сме. Да, супер. Ова е спремно. Салатата, хумусот од леќе е спремен, а ние се враќаме за кратко. Кратка пауза, се враќаме. Гледав дали беше спремен пилешкото. Пилешкото ми беше при крај. Го вратив во печката, направивме хумусот од леќа, он е при крај. Салатата од наут, му ставив малку масло од кристал, сончоглед, му ставив малку оцет од јаболко, му ставив малку копар, има неколку зачини и ова е спремно. Чекаме малку за пилешкото, приубав тањир, салатичка. Како ќе спремаме сега? Да имам сега инспирација за декорација. Да го ставиме? Да, така ќе направим. Многу ми се допаја, ќе го ставам. Ова е крем. Стефо ти ги правеше појке, ама вака. Океј. Пилешкото кога ќе ни дојде ќе го ставиме вака. Салатата
во средина. И наутот на тоа. Можеме да кажеме да направите нешто, што личи? Да, многу ми се допаѓа. Пак, со неколку намирници, леќа наут малку пилешко, ете што направивме. Да го вадиме пилешкото. Сега ми се допаѓа. Слушате? Крчка. Крчка. Вајла, сега. Ова, треба уште една нажица. Па не се лепи. Супер, ја мислев ти ќе се лепеше. Па гледате, не ни треба секојаш масло, за да готвиме. Можеме да готвиме без, ама зависи од вкусовите и со масло. И убаво. Вуаля. Сега ќе ставиме парчињата пилешко на страна, над леќата. Овие две парчиња се вишок. Ќе ставиме. Да, ќе ги ставиме покасно. Имаме уште останат овде од салата, од хумус и све. Ова ќе ни стои. Тука презентација, повелете. Многу е убаво, Прекрасно изгледа. А сега е времето за поклоните. Па сите гости што ни доаѓаат овде во кујната не одат, како да кажам, без поклон. Празни раци не се оди од мојата кујна. Нашите партнери спрема поклони за вас. Прво почнуваме со Карес. Карес подарува еден ваучер од 1000 денари. 1000 денари што можете слободно да си земете во дуканите Карес. Слушнав од убав нож ми фалеше, па ќе го најдете таму. Обавезно Карес, Свилинг имат многу добри ножеви, ги знам, ги употребувам. Благодарам. Президент, млечни производи, се знае во Македонија, президент, имаме биено сирење, салакис, павлака, крем павлака, полно производи, млечни производи. Да ги пробате, вегетаријанец, јади сирење он? Да. Па супер. Ама јади биле. Да, вистина. Ама ти не јадиш месо, ти јадиш риба. Па имаме сирење. Зборев не за риба. Royal Fish, македонски производ, кавадарци, малку таму, меѓу кавадарци е неготино, демир капја, пардон. Имаме димен крап, димена пастрамка, топла димена, ладна димена и обескостена пастрамка. Македонски производ, може нови идеи за нови јадења, кај Hilti Junk Food. Секако. Вуаля. Тестенини, не правите тестенини, Златополје не даде еден асортимент од сите нивни тестенини на различни начини, папарделе, имат долги тестенини, шпагети и све тоа. Ке мора да ги пробате. Златополје, Подравка, се знае квалитетот, тука е. Повелете. Продолжуваме. Ке има Арно, ти се двајца, ти почнува да биди тешко. Унибанка. Имате банка во Македонија? Секојаш е потребна банка. Банка се дава пари, се земува пари, се поземува пари, помагат за кредити, за пуно ствари што треба од банкарското да имате. Ете, Унибанка, тука сте за вас. Повелете. Кристал. Кажувате, оти не употребате многу. Ке мора да го пробате. Имате исто и оцет, имате јеленка, неколку зачини посебни што ги имат кај нив. Тан има од Сузам, тан и све тоа. Мислам, оти ќе бидат многу задоволни од Кристал. Намирниците од Кристал. Исто пак македонски производ. Да, не ги заборавајме. Сарајева исто подарува еден ваучер секоја недела. За да го имате тој ваучер од 1000 денари, мора да се пријавите на социјалните мрежи, на Инстаграм, Авантурите на Марк, на Инстаграм Сарајева, да оставате вашето име и јас на крај на неделата ќе одберам еден победник и ќе му се јавам, ќе му кажам, ти си победникот ова недела од Сарајева, ваучер од 1000 денари, што ќе може да се употреби. Во двете места има две ресторани, убави ресторани, се јади месо. Пријавете се и ќе бидете добитник од ваучер од 1000 денари. А ние
Мора да го пробаме тоа. Ти нема да го пробаш. Има хумус и све за пробање. Има за сите. Ајде да земам вилучки. Дали имаш нешто уште да кажеш за healthy junk food? Повелете. Па тоа е најубавото збор. Повелете. Повелете. Едноставно, ако све кажува. Благодариме. Повели. Да, со полни раци. Плиз. Па ние што ќе правиме? Ќе пробаме ова. Ве поздравуваме со сите наши партнери, со Марија, Најкел, тука сме за вас.